Екипите на територијалната противпожарна единица Куманово во изминатото деноноќие регистрираат неколку пожари. Во општина Куманово пожарникарите гаснеле сува трева и ниска вегетација во селата Кучкарево и Градиште, сува трева во Режановци и Уминдол, на улицата Божидар Мицковиќ гаснеле опожарена куќа, а на булеварот Октомвриска револуција контейнер, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. На подрачјето на општина Липково вчера била опожарена поголема површина кон селата Виштица и Матече. Во гаснењето на пожарот биле вклучени и авиони Ер-трактор на Дирекцијата за заштита и спасување, вработени во подружницата на јавното претпријатие Национални шуми и местното население. Сува трева и шума горела и во селото Никуштак. Пожарникарите од Старо Нагоричане вчера вечер интервенирале во селото Никуљане на опожарена сува трева, стрниште, ниска вегетација и лозни насади. Во однос на пожарите, градоначалникот Максим Димитриевски денеска истакна дека најголемиот број од интервенциите на пожарникарите од Куманово деновиве се на подрачјето на соседните општини. Апелираше за внимателно и одговорно однесување на граѓаните на отворен простор. За жал, општина Куманово најголем број на интервенциите кои што ги имаше овој викенд, ги имаше на територии на други општини, општини кои што не се организирани со противпожарна заштита, како што е случајот со соседната општина Липково, и најголем број од нашите интервенции, нашите човечки ресурси беа насочени таму за давање на помош. Но ниту во еден момент не ја доведовме општина Куманово во состојба да биде загрижена од аспект дека нема резервни тимови на располагање да се интервенира за евентуално било каква друга закана на територија на општина Куманово. Јас сум задоволен од односот на граѓаните, особено оваа година, што нивото на свес е поприлично подигната, но сепак мора да потенцирам дека општина Куманово во најголем дел од трошоците на противпожарна единица во Куманово учествува лично со сопствени средства, додека останатите општини кои што ги покриваме не издвојуваат ниту еден единствен денар. Тоа го разговараме неколку пати на седници на ЗЕЛС и укажуваме на тоа, но факт е дека одредени општини поедноставно име друг да се грижи за нивната безбедност. Ние сме солидарна општина, секогаш сме се отповикале на тие повици и од страна на шумско стопанство и од страна на останатите општини во обкружувањето, но сепак нашиот приоритет е територија на општина Куманово. Апелирам до граѓаните да останеме будни, дополнително одговорни, да внимаваме со отпушоците, особено опожарување на стрништа и други земјоделски површини, бидејќи во тие случаи доаѓаат до несакани последици. А исто така, според укажувањата на граѓаните, голем дел од пожарите кои што се случуваат, особено на отворено, се случуваат кога имаме интензивно дување на ветрови, кои што самата електрична мрежа за напојување доаѓа до врничење и опожарување на отворени простори. Кога е сезоната на пожарите, ние со екипата во летниот период, во најтоплите месеци остануваме на работа, бидејќи сме 9 мина, така да каде што е зголемена појавата од палење и зачестени пожари, се обидуваме да ја контролираме колку можеме таа територија, да стигнеме на секаде, на секој повик. Што се однесува до одморите, спогодбено со локалната самоуправа, во тој период не ги користиме, бидејќи со 9 члена екипа во ТПП, доколку 1-2 би земале одмор, остануваме преполовени и кога е најпотребно, ќе мора да бараме помош од соседните, така да имаме потреба од повеќе вработувања, во зависност од тоа колку дозволува можноста на локалната самоуправа и на државата, очекуваме дека ќе има. Наредниот пожар е пожарот кој што вчера околу Пладне изби на територијата на општина Липково над селото Никуштак, кој што сега се движи во насока над село Матече кон манастирот на селото Матече. Тоа е овој пожар зад мене. Таму действуваат 4 пинцгауери на Дирекцијата за заштита и спасување, кои што се на места каде што теренот го дозволува и ја гасат надворешната линија,
Благодарности до екипите на Национални шуми, овде на лице место и заменик директорот Кири Михилов, кој што со неговите екипи влегува во шумата и се обидува да воспостави делумна контрола. Исто така овде на лице место се наоѓаат и кумановските професионални пожарникари, но превентивно донесовме и еден БТР на дирекцијата кој што има резервоар кој што е полн со 6 тони вода, во случај огнот да пробие овде зад мене, да го браниме селото, затоа што веќе на 100 метри назад се наоѓаат првите куќи од селото, но сметам дека селото во никој момент нема да биде загрозено, бидејќи се работи за живо село, полно со луѓе, а имаме асфалтирани улици и покрај тоа што и овде забележувам многу висока и сува вегетација, сепак луѓето, локалните жители ќе помогнат како што помагаа во текот на вчерашниот ден.